Добро вечер, почитувани, вие сте со програмата на Канал ВИС и го следите представувањето на кандидатите за градоначалници и советничките листи кои што ќе учествуваат на локалните избори 2021 година од југоисточниот регион. Вечерва со мен е кандидатот за градоначалник на општина Босилово Зоран Зимбаков од политичката партија СДСМ и коалицијата Најдоброто за мојата општина. Најпрвин добро вечер и добро ни дојдовте во нашата програма. Добро вечер на вас и ви благодарам на поканата. Так. Ајде за почеток да ги запознаеме гледачите кој е Зоран Зимбаков. Зоран Зимбаков е актуелен градоначалник на општина Босилово и кандидат повторно за градоначалник за оваа функција. Прво тоа за мене беше голема чест од првите предложени 30 кандидати на ниво на држава, јас да бидам еден меѓу нив. Прво тоа е за мене, како што спомнав, голема чест. Меѓутоа и голема обврска, значи да испорачаме према граѓаните уште повеќе проекти и инвестиции отколку досега. Инаку, Зоран Зимбаков, по професија дипломиран геодетски инженер, завршив на Гражден факултет во Скопје и работно искуство доста големо во прво работно место во АДГ Маврово инженеринг во Скопје. 6 години, потоа имам работено во општина Босилово. 12 години пред да станам градоначалник, во повеќе дејности. Од урбанизам, комунален инспектор, локален економски развој, па се до градоначалник. Така да имам големо работно искуство, па и живот. Така. Кажете ми зошто се кандидиравте повторно за градоначалник? Прашањето е доста треба објаснување. Прво се кандидира затоа што имам започнато доста проекти кои што се тековни, а се нереализирани или се уште се во фаза на реализација. Јас со преземањето на функцијата првиот пат, општината имаше долг од 50 милиона денари, долг, и покрај толков долг, тоа се 2 годишни буџета на нашата општина, бидејќи основниот буџет реален од нашите изворни приходи е 26 милиони денари. Успеав за овој период, не 4 годишен, 3,5 годишен, слободно можам да кажам, да направам премногу. Значи, пред да дојдам на функцијата, нашата општина беше буквално во кал и во прашина. Сега сликата е скроз промената. Направивме капитални проекти, направивме градинка од 20 милиони денари. Успеавме да го направиме патот Бориево-Колешино, прва фаза. Втора фаза е одобрен во вредност од 36 милиони денари. Тие се регионални проекти преку Биро за регионален развој. И има асфалтирано над 15.000 метри квадратни асфалт. Значи кал кој што стана асфалт и луѓето буквално до своите домови си одат по современ коловоз како што доликува. Инвестиравме и во многу други проекти, само ќе ги спомнам на кратко. Еве, во населеното место Дрвош се реши проблемот со недостатокот на вода. Во моментот таму работи една фирма која што прави бушен бунер, пумпна станица и фаза електрика, со што ова населено место проблемот кој што го имаше овие изминати години ќе биде надминат и трајно решен. Од другите проекти, значи, што ќе ги спомнам, тие се премногу, меѓутоа фокусо го дадов на пред се на локалните улици и патишта, односно, како што кажав јас, општина Босилово без кал. Така. Кои се другите клучни области во кои вие би работеле? Клучни области или проекти кои што би се фокусирал јас овој следен мандат
е пред се фекалната канализација, значи отпадните води и решавањето на цврстиот отпад, односно депониите или времените прифатилишта. Во моментот, за време на мојот мандат, изработив премногу технички документации за отпадни води, односно канализациони системи, слободно можам да кажам кои се. Босилово, Моноспитово, Еднокуќево, Бориево, Робово. Значи, сите овие проекти се со задоволителна стандардизација на изработка, проектантска стандардизација има, бидејќи секој донатор кој што дава пари, тоа оди обично преку европски фондови, а имплементацијата оди преку нашите министерства, имаат критериуми доста изострени, кои што налагаат да имаш квалитетни проекти. Ако немаш квалитетни проекти, значи на евалуацијата ти ги одбиваат. Во преговори се, мислам, преку централната власт, преку Министерството за животна средина, за реализација на проекти финансирани од Европска инвестицијска банка, па ќе видиме како ќе одат таму проектите. Инаку овие проекти, изведбената вредност им е доста голема, значи тука да не се лажеме. Слободно можам да кажам дека дури ги знам и точните вредности. Моноспитово, како поголемо населено место, значи вредноста му е 1.800.000 евра. Бориево 800.000 евра. Еднокуќево, Бориево 1.000.000 евра, се извинувам. Еднокуќево 800.000 евра. Робово 700.000 евра и Босилово 1.500.000 евра. Што за нашата мала рурална општина тие се многу пари, значи ние сме зависни буквално од државни трансфери или европски фондови на пари за да можеме да ги реализираме овие проекти. Меѓутоа, ние како локална самоуправа, значи јас како прв човек, како градоначелник, имаме добар тим, значи ги пратиме сите повици и се надевам на многу добра реализација и во овие дејности. Така. Кажете ми што е приоритет за општина Босилово? За општина Босилово, според категоризацијата, значи на населените места, ние сме рурална општина, иако сме многу побројни од многу урбани општини. Значи, 14.260 жители сме според пописот од 2002 година и 161 км квадратен. Тоа значи дека ние како рурална општина мораме да испорачаме буквално во секое населено место, бидејќи тоа го бараат граѓаните од нас или од мене. Тука се значи 15 населени места и селото Хамзели со 7 куќички што се населени, значи 16. И буквално за овој период изминат успеав во секое населено место да инвестирам по некој проект, односно да им покажам на граѓаните дека некој се грижи за нив прво, а после да се покажам јас како прв човек дека тоа го можам. Приоритет, како што зборев повторно, ќе се значи инфраструктурните проекти, пред се, како што спомнав, отпадните води, одржување и изградба на нови улици, бидејќи слободно можам да кажам дека и постојните улици што не се локални улици се доста амортизирани, иако мислиме дека имаме, меѓутоа им треба добра санација или реконструкција, како што се, да кажеме, локалниот патен правец Турново Иловица Штука, Еднокуќево Босилово или А4, Турново Радово, и има и доста други кои што се малку пократки делници и паралелно на тоа да инвестираме и во нови улици, изградба на нови, бидејќи лицето на една општина или воопшто на една држава е патната инфраструктура. Така. Како ја гледате општина Босилово во иднина? Општина Босилово ја гледам како
една општина која што ќе е место во кое што диспаритетот село-град ќе биде доста намален. Значи, општина во која што ќе има задоволителен број на институции, дали државни, дали приватни, кои што ќе пружат услуги на граѓаните. На што ми е поточно зборот? Значи, да има банка, банкомат, да има детска градинка, да има училиште според стандардите, да има маркет, да има канализационен систем, да има водоводен систем и буквално луѓето да ги заборават, значи, натоложените проблеми кои што се били од порано и да не се срамат кога некој ќе ги праша од каде доаѓаат, без разлика од кој ќе му биде поставено прашањето. Така. И за крај, дали можеби со некој апел би се обратиле до граѓаните? Граѓаните мислам дека досега ме препознаа мене како личност пред се, а потоа и како градоначелник, како ја водев овие 4 години општината и на најдобронамерен начин ги повикувам на денот на изборите, односно на 17 октомври, да го дадат гласот за мене, повторно да ја водам уште овие 4 години, бидејќи и за тимот на советници, бидејќи верувајте дека еден мандат не е доволен да ги изреализираш сите проекти. Или, како што ќе кажам јас, значи, еден мандат е премалку, можеби 3 се премногу, а 2 се доволно. Така. Јас многу ви благодарам за вашето воено време, за да бидете гостин во нашата телевизија. Благодарам на вас. Почитувани, ние продолжуваме понатаму. Со нас беше кандидатот за градоначелник на општина Босилово, Зоран Зимбаков од политичката партија СДСМ со коалицијата Најдоброто за мојата општина. Продолжуваме понатаму.